Се вака, ќе ви кажем една нова приказна. Си било едно дете, живеело само со мајка му, немало татко, били многу сиромашни. Та мајка му го пратила кај некој богат човек да му ги паси телињата. Поголемите деца ги паселе кравите, а овој малиот телињата. Арнома често пати му се случувало да не ги варди доволно телињата и да му побегнат телињата кај кравите, да појдат да го истицаат цело млеко. И кога ќе се го најделе другиве деца, ќе му удреле со стапоите еден ќотек, скоро секој ден ќотек добива. Ај, Арнома, каде оде ова дете? Тоа ти оде во шумата горе. Таму нашло две мали дечиња, многу помали од него, од некоја самовила биле тие дечињата. И ова цел ден си играло со тие малите дечиња. Им правило разни играчки, разни куќарки, колипчиња, за да им е интересно. И кога ќе му текнало дека леле телињата да ми побегнеа, правило појди долу, кај што ги остави телињата, тие избегани кај кравите, ги цицале, и така секој ден си јадел ќотек, дека били помалку од другите. И самовилава иден ден, навечер кога се враќала, ги прашува децава, абе деца, вика, кој ви прави вакви убави куќарки, убави играчки вас? Абе, мамо, викат, имајте едно дете, идат секој ден и си играат со нас, викат, и цел ден не разанодуват, ни е многу убаво интересно со него. Слушајте, викат, да му речите на тоа детето, утре да дојде, да ме почекат, ќе дојдам јас. Не знам, во 10 сатот 11, така. Ќе дојдам специјално да го видам. И детето дошло другиот ден, пак си почнало да си игре, и на време му текнало, иде да си удам телињата, да не ми побегнат, и овим ке таман почека и мама рече да ја чекаш. Абре, како да ја чекам, ми като ќе би избега, ќе мене тепе бе пак, вика таман. Не, мама рече да ја почекаш, да сака да те види кој си. И да останал да ја почекал, дошла самовилава и го прашуват, абе дете, ти си тоа што ги вардиш децава мој си играш со нив и разонодуваш, јас рече, и мене ми е интересно, си играме заедно, вика тоа дека. Еми, шо сакаш да те наградам, вика, за ова добрина што ја правиш? Ништо, вика, што добрина, вика, и јас си играм, интересно ми е со ними, ништо не сакам, не сакам да ме наградуваш ништо. Мислејќи на пари. Му викат, добро, ако не сакаш ништо, дојде ваму, викат, има некој даб, многу голем. Вака тројца да не могат да препатат. Оди за Ниша и го не дабон му викат. Го фаќало дабото и ѓорници да го занене ни брат, ке можел да го занишат. Слушај му, викат, сега ќе дојш малку и ќе сицаш од самовилсково млеко. Та имала млеко, самовилата. Малку ќе подсицаш кај мене од млеко. И дете пошло да подсицат, далата да подсицат, ака некоја цицка била самовилска. И ака си подсицал. Неко подсицал малце неко време. Оди да видам се кај Дабон, викат. Оди кај Дабот, го занишува Дабот, почнал малку да се ниша. Ела му викат пак на да цицниш уште малце млеко, и тој уште малце од млекото. Оди рече сега да го занишаш. Го занишал, почнале да му крцкат корењата. Крц, толку силен стана. Дојде уште мишка му викат. Третото, пап, се изнацица од цицката. Ова е самовилската таа. Во мене ми не дајам. Зато и јак сум сега уко. Се изнацица. Паќање Дабот го откорнал стога сила што добив од тоа млекото самовилско. И му викат, слушај, покрај ова што ти го давам, што си од денеска многу јак, ќе ти дам и влакна од коњ. Кој ќе ти треба некој пат коњ во животот, ќе подгориш на влакненци и ќе ти дојде коњ и облека и се. Самовилски коњ. И добро, детево, ги взело тие влакненцата и јако така од млекото и си оде и ту долу
Пак се линията побегнати. Му се пуштили овие други дечишта од отепет со стапоите по него. Арнам овој пат як, овој. Тие му се пуштили, овој се оправил, фати го еден за рака, тресни го некаде, фати го другото за него дечиште, фрли го. Со една рака можел да испотепат. Ги направил папа сите. Дома си ушле кои со искршени раце, нозе, кои шинати, кои со куцање, кои со тапчиње. Се отишле дома, дете го и то си отишло дома и си легнало да одмори малце на креветот. Каснало нешто за јаде и му дала мајка му и си легнало на кревет. Едно време некоја галама се слуша. Излеги мајка му надвор, викат, де излези тој, каде е што, кој бре, викат, кој? Мајка му, кој син ти твој, викат, кој? Ги истепал, рече, сивер деца наши, викат. Испокршени се, во раце, во нозе, во... Не дај Боже, викат. Ама, бе, викат, секој ден тој е човек, најмал од сите, никој пат не сум дошла да се жалам, бие цело село, ги истепал тој за рака, како можел да ги истепал? Оди праша го мора дека излези ти маму, да му кажи мени убо него, ако не излези ти му влези ме натре. И влегла мајка му го праша и тъбре синко, вистина, вака и вака ги истепа, вистина рече ги истепа. Сега вика, што да им речам, мали, тасковци не дојде ми се жалят. Што да им речеш? Што побргу да се махнат од дворон мој, зашто ако им излеза и не ми ќе издробам. Ама како да им рече така, ти издробам. Ода и да им речеш вака како што велам. И оди, шо, каде е, што е? Ми рече, син ми да си ојте, зашто ако ви излезел да вас ќе ве издробам, вака ми рече. Кој бре, тргнале на вратата да турки да му влегува натре, ма се налютил и излегол, скокнал од кревет. Детево, што е бре? И ѓавите ќе се тепет со него. Цело село собрани, мажи со него. Се налютил, имало една круша во дворот посадена. Ја отпорнал се на раката, крушата голема. И кој им влегол да мава, пони со цело дрво големо. Трас, ама пата ли ги сторил. И овие татковци дома се испокршени се враци. Ја мама се собирале после муабети, пратали, ама те шо ќе правиме овој, вика, таква стане в село. Ќе не истепат сите, некако да си ојте од село, инаку ние овде не ќе имаме да живееме. Страх голем имале веќе овде. Пак се собрале, овој кој ќе не бил тука, кај мајка му. Ама да му речеш на сина ти да си ојте ту, цело село пиште, онде го ни е страх да живее. Добро ќе му рекла, иде сино, му каже цело дека први. Вака и вака рече, вика да си оиш од село. Шо да им бебе, шо да правиме, ништо да правиме. Добро рекол ќе си одам, вика. Нека наполнат 2 ковчези со злато, вика, големи, да знам дека ти ќе имаш за цел живот, да живееш богато, да не се мачиш, и ја ќе си одам, вика. Ковчези вака како овој, малеми ковчезишта со злато, овој. Злато да те не се подкрива, колку е. И да може да го крија. Злато многу. Збирале по село 2,5 ковчег на полмер. После почнале да збират и по другите села. Зашто овој со 1,5 мерко не е сигурен. Така да 2 лапи со злато ги наполни. И кој наполниле двата со злато, вика на мајка му, кој ќе си ода, ќе земам малце пари, рече, и јас. Тој на кутивче имам, рече, мало колку да ми се најде за попат, така ова да наполните со злато ова кутивче, и втора во кладе, замина. И ова многу пари се. Замина. Одел. Нашел некој овчар. И му вика да овој овено големиот да ми го продадеш, да го заколнам се, да го испечам. Се најаде го, не го продавам. Аврааман те златник ќе ти дам, вика, значи тој некој што 10 златник се купи. Не го продавам, абе 3 ќе ти дам.
5 му дал златници и го продал. Ајде се заколи го да се наједам го заклале, го испекле, јадел, другото му го остал на опчарот в месото. А тој го зел шкембето, го исчистил и го клал на глата како капа. Од шкембето капаното. И отишел во градот. Таму царот кај што живеел. Тропал по враќето, абе, видите нешто, работа дали имат ко за мене. Тие слугите му рекли, че да видиме, прашаме, сега еден си отиде, ќе ни треби да рече, патките ги чуват, некои немат кои паткар ни требите. И го примиле како паткар и му викат, ти ќе спиеш кај паткине. Со патките заедно. Таму ти е местото. Добро, таму ќе спием, кај било каде. И си спиел кај патките, со деме и вака ги пасал патките. Една вечер му се спиело и му текнало, абе, само видела, ми даде некои влакненца од конј. Дај да пробам да видам шо се тие влакненцата. Так, кибритчето. И ме, што има, бе, појаđu, чакмак има. Да, запали. Чакмак има. Ој да не гојат, не знам, веќе се. Так, веќе. Го дам, так. Але и му иде еден конј бел. И бела облека. Се преоблекол, во таа нова облека, го јавнал конјот и почел да си игра со коњи да трчат низ бавчата. Од царскава бавча што била со све. Еден сат, два го бркал конјот и после го пуштил. Јарно, сабајлето ко виделе овие, бавчата сета изгазена. Само стапалки од коњи. Да се чудат. Леле, викат, кој влезе натре со коњи во приокај порти. Не може ли да го откријат. Тајата вечер пак му текнало, дали после некој вечер, пак друго влакно запалил, црно влакно, истото, со црвеното, трета е истото. Мислејќи и никој не го гледал. Е темноќе. А Арнава една ноќ, стеркава царот, најмалата била будна. Кога го гледат, дека тој се преоблеквит и тој што јава, што ја гази бавчава Арва, мама не го кажала дека е тој. Само видела дека е многу убав. Така дотеран кој ќе бил многу убав, а после тие со стара облека со шкембето бил за никаде. И си ќутела, знаела дека е тој, ама не кажала. И по некоја година, дошло време, царот и мажи ќерки, 3 ќерки има. И викат, се ќерки ќе ве мажам, а вие ќе си одберите за кого сакате. Ќе ги собера сиве неженети во царството. И ќе ги донесам овде ни ливади големино. А вас ќе ви дам по едно јаболко. Кого ќе го удрите со јаболкото, опрешти, тој ќе ви биде маж. Така ќе си бирате. И направо така. Најстарава прошетала прва таа со јаболкото. Вртела. Некој се свирил, така го удрила со јаболкото и добро, тој ќе бидете. Зетото. После ова среднава и таа ќерка. Зела јаболкото, вртела, се свирила. Некој го удрила со јаболкото и замеди се нашла. Зето. Го зела третава најмалата јаболкото, вртела, го барала ова дете во да видите. Нигде го немат. Мајката, немат. И му каде на татко и се вратила, бе, татко, ти сите ги имаш покањето нежените од царство или не? Сите ги имам, рече. Сај ќе ги викнам слугите да ги прашам. Вика, слуги, бе, сите дојден ги имате викнато, вика, тој е неженетија. Сите мислят од вамотно викнати, сите не му така, бе, оне со патки не викат, не го имаме и не го викнато. Уште тој не е викнат. Викнете го, викат, бе, царов, хајде и тој нека стоит. Телмисите треба да видат. Го викнали и тој паткарот. И
vrti tjerkava, vrti najmala carov, gađa svoja volku tudirat, negovo gađa patkarovo. To je za nikada obleče. Lele site počele da vikati, lele greška je da se povtori tu šednuš. Ajde u šednuš da se povtori, pak udrila nego, pak bi vikale greška je, potrepat pak negovo i carov vidjelo дека негово намерно го удирам, ни грешка, ни ништо. Добро, рекол, земи го, твој си е изборот, земи го за маш, само една работа. Од денеска те откажам од ќерка. Кој ќе ти мене не си ми ќерка? Кој ќе ми спомни дека ти си ми ќерка? Дека имам 3 ќерки, тоа се имав 3, па се 2. Кој ќе ми спомни дека сум имал 3, ќе го саколем обратите. Од денеска. И ќе още живееш со паткине заедно со овој паткаров и ти ќе живеете во тако либата од патките. И така и направо. 2 вечерки со зетоите си живееле од дворецот, оваа третата со кај патките, со детево си живеа. И си поживеале некоја година, ама после некоја година царов се разболел, нешто очите почнал да не гледат. И чул дека некаде, не знам, далеку, имало некаде кај се продавало лек за очи. И демек утре ќе се тојбе, двајцата, ќе пратит со коњи да одат да обарат лекот таму далеку некаде. Ама оваа најмалава имала молба со мајката скришна. И кај мајко, дајте му и на момчево моје и нему еден коњ, и тој некој нека барат. И таа со слугите некако се договорила, има треклена стара кобила што и онака за да ја продајме или да му дајме некому така, ај нека овој цонезе нека, ако му е веќе мерак. И зело кобилата и многу рано тргнала, од ноќи. Прав, оди, ама некоја кал голема некаде имало, та пуста кобила се заглавила во калта, овој не можел да ја истри од калта, стара дека таа кобила. По некој сат идат овие двајцава други да се каде бре, викаде вака, бе, со кобилава рече, нема и гајде ќе истреш ова денеска од калба. Се смееле. Добро, дека тие, одете, јас те си ќе прачаре некој. И е тргала, правила, пустила ви заминале, ама кога заминале во едно влакно си подгоре од коњ, му дошол еден самоволски коњ на облека, кој се облекол, кој летнал со коњот, одма стасал таму кај што е продавницата, ови уште со сати требало да. Го најди тој таму лекој што правил, продавач бил, продавал лек. Абре му вика, ти имаш ваков лек за очи има. Добро, вика, дај ми 2 шишиња. Ева ти пари. Тето имало пари. Ама, слушај рече, ќе ти дам уште една грст вака Наполеони, злато, ама денеска да му оставиш јарече да продавам. Овде во продавница. Добро, му рекол, продавај. И дете облечено сви, евај ги за тој царо. А бре рече, лек за очи дали имате. Чуфне имало вам. Оддалеку идеме и за царо да не е проблем за пари, значи колку ќе речеш, толку плаќаме. Имам викат. Имам рече, ама за пари не го продам. Како би не го продам? Абе, ќе ти дајме ако треба ти еден сандак пари има. Не, че ако сакате еден е условот. Кој по една потковица од кој врева, ќе клам во жар и да ја утрам на газот да се слечите по една вака чешка од позади. Ако се сложите така, ќе го добиете леко, тако не, никому ништо. Се гледа, двајца, што да правиме, како да правиме. Нема чаре, рекле, добро му викет. Се сложиме удрини по една потковица, мора да заеби лек за царство. И нагоре од тој жарта, оно потковица, машата им, кој им го опнал на газот, штрак на двајцата. Сега ќе ви донесе рече едно шише лек. И ошол кај коњот зел едно шише моч. И им дал моч од коњот, ова е лепот, им викат, на, донесете му го на царство.
vozele ovije i se trgnale za nazad, već i bolele gazojce od 2 odere nad su konjitama. Su rekli da mek našli lek. I ko se vrati si se vratil prednji su drug konj samovodski, kako bila ta pak se pletkal v okalta. Jebe mu rekli, nije se vratiš, ne ti ušte v okalta si. To je še dobro, rekao se, tako je, stara ko bila, še dobro, ne može. Mi si igrali majca. Otišle kaj cara, nekaj evo cara zanesla, mi rekao, gdje? Сега, ќе си идеш. Почнале очи да му редат тој лекот демек, што донесе. Пражи пишти царот, леле полошо ми е та полошо, леле сега ич не гледа. Лошо, ама овој донесло вистински лекој дома, дето. И он искришно, жена му најмалава ќерка од царот, викат едно финџалче и дала на мајкина, викат на татка ми тури му го дова od lijekov reći, malce ti nosam po pinđalčevu. Da vidiš mažok moj donesen lijek, možda ti mu je porno. I mu turilja toj lijekot na caro, to porno mu se vidjelo, jedno dva pati mu turilja, toliko imalo. Porno. Ama želio baraj od ovaj lijek pušte nekad. I ovaj, skrišno su kjerka, a na kjerku dajuši malce. I je dao još neku kupativo pinđalče, tu je carot progledao, super je bilo sve i vikad na žena mu, na caricama. Sad ti mi kažeš, će, kaj go najde lijekov, ovo što go najde lijekov, ja reću mora da ga nagradam. A me vikad, kako da ti kažem, vikad ne može da ti kažem. Kako ne može da mi kažeš? Ne može, če odsam ti sobereš sive tvoje ljude, kaj što ti se adjutanti, što mu se veziri, slugi, pa pred site nekako možda će ti kaže. Hajde ti sobera, ti sobera site. Ama pod uslov treba da ćutiš duri kaže ova jas. Pred site mu rekao. Ja te kažem, a ti ćutiš. O, da ti ćutam, nema problem. I počela da kažu i ženama. Carevi, kad vake rabata. Jedno vreme si imаше ti 3 ќерки. 3 ќерки, кога стокнал, дајте ја сабијата, рекол, сега ќе колам, да ќе сабијата. Трчам да взеј сабијата. Имам сабијата, рече, јас имам 3 ќерки, сега ќе ти удам сабијама и ќе те заколјам. Ама овие слугиве, кои го фати, го зеле сабијата. Пргнем од рака, сабијата. Още чоко е фрлал сабијата, ги скршили наочарите. Така и без наочари, имал наочари за гледање, и тие ги скршил. Биля, кој ќе сакаш да правиш нешто, така е. Че да ви дали ги докршил, не има скршено скроз. Мало и здрави се. Здрави тропот пукнати. Леј се, си продолжи приказната. Наочари на пазар. 100 денари толку се. Od Albanci. I ajde se smiril ovaj, mu kaže, slušaj, ti si imaš 3 ќерки, i mu kaže, vid kako se maži, ja ti odem na reče, se otkaže ќерка. Pođe da mi je ќерка, reče, pravo da ti kaže, reče, taj mi go dade leko. Najmalava. Maže ti ne izi, reče, ušao, go našao leko, go donesao. I taka ti gledaš. Ne, verno, kaj bil, kažem kaj bil nekada prodavnica, da tamo beja i drugi vikat, a ništo reče, ajde nesete go da vidim, neka kaže, da vidim, od kega se de leko, a mu kaže, go zelo leko, bitole, nekada. A i ovi je beja tamo vikat, bitole, odavde preko Kurajca, Resen, tamo Iljavat, od Bukovo, a so konjice, beja i ti kad behle bre, nije, ne dojde tamo, zato sam rekao, a beja reče, ja pojdem pred njih, ama reče, beja i ne beja reče, nego sada leko, reče ti je, namesto lek ti napolnija moć od konj. Evo mirisni ti je vidiš, reče, ona je moć što ti go donesu. Kop će provjerovati, istina moć.
Ne bе, vikam, ne imamo rabota s kraja da je donesem moć. A bе reče, ja gi gleda, kod je kaj kunjot moć da napunot ko se moćaše kunjot. I aj dokaži da ti visam bе vikat. Ti mi dokažiš, a bе reče, kога gi malna toko nište, toko skokna, so ti ko pita trasa, reče, gi frli, reče, 10 metra lako ovdje pozadi gi malna, vikat. Kako bre gi malna? Naravno, jedno reče, ne treba, sobljeća malce pantoloni, ne ti vidiš. Hajde soblečete i pantoloni, tebe stran mi je vikat, kako ti sobleči me nogu ljužave se, da sobleči, gledaj gi tamo ide ućeš, ja sam će vidio. Ko će vidit, vistina, mamlja to od potkovica, od konja, mame to vaše, rekao, vi moćete mi donesti, vistina, vikade. Ja ovdje reče, redam do mene, da vidite carovi, vi je samo neki si igrate. Ajde, prvo reče, dojte di pasite patkite. I ženite ki si gi zejte tamo i pasite patkine od deneska na tako. A ti isto žena ti tvoja, je došao odakle, će si bidiš na carstvovo. Ja otko ti umra, ti ki bidiš car. Така ću ti tu prijatelj mi beše ovdje to ono uvoljan, da ti kažem pravo. I gosti napravi posle to. I kaj majka mu otide posle to. Majka mu ne može pariti, ti to troši. Kovčezi, jedan kovčeg mi ostaje mjena sa bar. Kovčeg go fubao beše i mukam, ne može ti te pare da gi zemam. Ete da ti krašater, malce će zemam. Kupujete da kera. Mukam, daj ga, ukutene ti go krašater. Mi dade, se dali. Samo kovčeg mi go davaš, ama. Muka samo kovčeg, ako se najti čuva me nešto. Ili koji će patuga za Amerika, za nekade, ko će je uboj prazno, no? Nekoj dinar mi dade. Stram je da zemu, baramo to, staka se zemu. 1 sat mi dade. Ako patugom nekoj pasuje željeznica, bez pare. Evo, sat u cilu čuo. Čuom kino, srce mi dalo si. Sada, i nekoj dinar ovako da se najde od tabakera. Što mi je dade deto. Šišencevo vino, goste, karpta mi se storic. A najvredno mi ostaje cickava. Reče, od ovako da cicniš, ima jak da staniš, ima cekovo da mi spotepaš. Ovo mi nego nije podera, pa še mi dodati. I čunke taka imam sebi tabakera i cicka. I čakmak imam jedan, što pali. A ova drugova tabakera, drugova je od Goceta Delča, čunki, što je imaše kaj tatkam. Na čore tamo imaše dajenu, a tu mi je dade mjene čunki prijatelji s negoljemi, mi kad kaj tebe će stojiti ovdje u ovom muzeju, ovdje pišit sloboda ili smrt. A na drugi pat će vi pokažem natpisom, koji će dojti nekoj part ovdje kaj mene tuj, će vidite, koji će vi kažem za Goceta Delča i ja kakvi prijatelji behni s onego. Počakajte, drugi pat će vidite što je to prikaz. Aj se za svega sa zdravije, da vide ovaj čakmak pali, ne pali. Će vidim, će zapali me nekoj tutun, će zavitkam. A su zdravi.